Благодарам, председателя. Јас ќе земам право да искористам збор со најголем број на прашања што е возможно во овој момент, бидејќи од огромен интерес вашиот извештај за работата на јавната здравствена установа за радиотерапија и онкологија. Па би започнала со она што е констатација, тоа е по завршување на ревизорскиот извештај директорите не дале забелешки. Со тоа директно признаваат дека сите ваши наоди се целосно точни и не се понатаму за веродостојноста не е понатаму за коментирање. Моето прво прашање е врзано со делот од извештајот кој што зборува колку вработени се распоредени на работните места кои што не се предвидени со правилникот за систематизација, бидејќи ние и допрва ќе го бараме правилникот за систематизација во анкетната комисија која што ја расправа оваа проблематика. Колкав дел од вработените има решенија за распоредување на работно место кои што не се во согласност со поединечниот колективен договор на клиниката. Дали на клиниката има вработени со носеодветно образование и квалификации за работни места на кои се назначени? Дали коефициентите и додатоците за плата за вработените кои со решенија се распоредени на работни места се повисоки отколку предвидените со колективниот договор, односно дали вработените земаат помали или поголеми плати и додатоци на плата од предвидената со колективниот договор за соодветно работно место? Дали со новиот правилник за систематизација на работните места се предвидени сите работни места кои се неопходни за функционирање на ЈЗУ Универзитетска клиника за онкологија и радиотерапија? Дали го разгледавте статутот и систематизацијата и дали имаше измени кои што настанале во периодот во кој што вие правевте ревизијата? За појаснување кон јавноста, набавката на медикаменти за терапирање на клиниката за радиотерапија и онкологија би требало, согласно закон и интерни правилници, да го прави стручен колегиум. Во планот кај стручниот колегиум на клиниката треба да има заклучоци кои што се доставувани до ФЗОМ за да биде одобрен буџет, односно условен надоместок конкретно за биолошката терапија и да се наведат податоци за типот на лекот, потребните количини и вкупниот износ на набавката. Па прашање до вас, што содржаше планот кој што бил доставен до ФЗОМ, кој го потпишал тој план и со оглед дека не учествувал стручен колегиум, согласно вашите наводи, кои лица учествувале во изработка на планот? Дали воопшто постоел стручен колегиум на клиниката, дали тој заседавал и колку често, од кој до кој момент? Значи, за појаснување за јавноста, стручниот колегиум му предлага на директорот потреби за набавка на лекови, медицински помагала и друг потрошен материјал потребни за вршење на здравствената дејност на јавната здравствена установа, согласно со програмата за работа и врши други работи утврдени со статутот на установата. Стручниот колегиум го сочинуваат директорот, раководителите на основните организациони единици и главната медицинска сестра. Доколку немало стручен колегиум, оттаму го црпам прашањето, кој го доставил барањето до ФЗОМ, кој е потпишан на истото и како можеле да се форматираат јавните набавки, да се одбере кој медикамент и во која количина ќе се набавува за таа клиника. Понатаму, дали ревизијата утврдува постоење на прекрашување на некој од начелата утврдени со Законот за здравствена заштита, односно достапност, ефикасност, континуираност, правичност, соопфатност и обезбедување квалитетен и сигурен здравствен систем. Колкав е ризикот од прекрашување на било кое начело? Дали неспроведување на интерните контроли на субјектот го зголемува ризикот од прекрашување на некој од начелата? Според вас, кои се причините за лошото планирање на потребните количини на биолошка терапија со оглед дека наведувате дека во текот на 2021 година се земани лекови на реверс пред воопшто да биде склучена јавна набавка? Само по себе кривично дело. Понатаму, на страна 9 од извештајот стои дека никакво учество немало управниот одбор. Па сега прашањето, дали управниот одбор на клиниката дало овластување на Министерството за здравство да спроведе јавна набавка за рамковна спогодба? Ако да,
како тоа без согласност на ФЗОМ за набавка на лекови вон позитивна листа и дали лицето за јавни набавки, која што е спроведувало јавната набавка во Министерството за здравство, проверило дали се исполнети законските претпоставки за набавката. Тоа лице требало да провери дали има согласност од Фондот за здравствено осигурување за сумата на пари која што ќе треба да биде обезбедена за јавните набавки. Клинички патеки. Вие наведувате во извештајот дека има непостоење на клинички патеки. Клиничката патека за дијагностицирање и лекување на малигни заболувања согласно член 226 и од Законот за здравствена заштита, здравствениот третман на пациентите болни од малигни заболувања кои опфаќа дијагностицирање и лекување на малигните болести се врши во согласност со клиничка патека со која особено се утврдува добивањето на приоритетен статус на пациентите болни од малигни заболувања во давање на здравствени услуги. Најдолгото време од времето на закажување до времето на извршување на прегледите и интервенциите и задолжителните прегледи и интервенции на пациенти болни од малигни заболувања. Службениот весник на Република Македонија, редакцијски прочистени текстови се од 184 до 276 став 2. Текот на здравствениот третман на пациентите болни од малигни заболувања од став 1 на овој член го утврдува министерот за здравство. По донесување на клиничката патека од став 2 на овој член, Министерството за здравство е должно веднаш да го објави на веб страницата на Министерството и во службен весник на Република Македонија согласно Законот за здравствена заштита. Како тогаш образложувате непостоење на клинички патеки во рамки на клиниката за радиотерапија и онкологија. Заради спроведување на соодветен третман на пациентот болен од малигни заболувања кој опфаќа правење на сите соодветни дијагностички тестови, разгледување на можни опции за натамошен третман и давање соодветни препораки за третман на секој пациент болен од малигни заболувања, министерот за здравство треба да формира стручни комисии за разгледување на случаите на пациенти болни од малигни заболувања. Во текстот на законот се наведува стручна комисија за малигни заболувања или народски меѓумедицинската фела познати како тумор бордови, член 226 Б од Законот за здравствена заштита. Дали е возможно дека воопшто не биле формирани тумор бордовите? Дали не добила клиниката согласност од Министерството за здравство или самата не ги формирала? Како е дистрибуирана терапијата за пациентите болни од малигни заболувања, со акцент на биолошката терапија? Кој е интерниот протокол за требување на биолошка терапија потребна за самите пациенти? Доколку истиот постоел, каков бил, а доколку не постоел, кој бил правилникот, интерниот акт по кој што функционирала клиниката? Конечно, колку внатрешни ревизорски извештаи сте добиле од Фондот за здравствено осигурување по прашањата на набавка, дистрибуција и третман со биолошка терапија од Малмет, од Државниот здравствен и санитарен инспекторат или информации од Лекарска комора? Ви благодарам. Ви благодарам и на вас.